Интересни факти за авионот. Човекот од секогаш сакал да лета како птица. Тоа му успеало, но само во една грчка легенда за вајарот Дедал, кој со својот син Икар се спасил од заробеништво така што направил крилја од пердуви и восок. Летнале, но Икар посакал да го допре небото и летал се повисоко додека сонцето не му го истопило восокот, па крилјата му се стопиле. Лета и Дедо Мраз со своите санки, но тоа е веќе магија и не е авион. Првиот вистински лет бил кога човекот од карпа или од дрво скокнал на земја, но тоа било само кратко летање удолу, а не кон небото како птица. Гениалниот сликар, поет и пронаоѓач Леонардо да Винчи во 15-тиот век го измислил падобранот, но и тоа уште било паѓање, само забавено. Тој го измислил и првиот хеликоптер, кој всушност не полетал, но тоа било важна идеја. А потоа во Франција, браќата Монголфје прв пат полетале од земјата со балон. Познато е точно кога се случило тоа. 5 јуни 1783 година. Потоа, германскиот гроф Фердинанд фон Цепелин измислил огромен балон, вистинска воздушна лагја која по него го добила името Цепелин, кој можел да пренесува патници. Но Цепелинот не изгледал како птица, така што не бил авион. Во историјата на авионите е важен 17 декември 1903 година. Тој датум двајца англичани, браќа Орвил и Вилбур Рајт, со својот авион летале 12 секунди и прелетале 37 метри. Во текот на денот, тие се обиделе уште 3 пати да полетаат, при што најдолгиот изнесувал 260 метри. Тоа летало имало труп, крила, опашка и тркала на место нозе, и на вистина може да се нарече авион, бидејќи личело на птица која на латински се нарекува авис. И оние први 37 метри, колку што прелетал, биле само почеток. Од тогаш се конструирани авиони што летаат над 1000 километри и превезуваат 400 патници. Може да пренесат огромен товар, да летаат и да слетаат на земја и на вода, да бидат моќно оружје. Пронаоѓањето на авионот ги поттикнал научниците да измислат и вселенско летало кое го однесе човекот дури и на месечината.